Добар ден, почитувани! Ова е почетокот на уште едно ново издание на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Не е лесно да се биде родител. Породување, доење, хранење, воспитување, болести и така натаму. А тука си новите техники на воспитување, кои што родителите ги доведуваат во една дилема, дали може детето да се воспита без казнување и користење на моќ. Што е тоа позитивна дисциплина која што се смета за нов систем во воспитувањето, во еден модерен свет кој што е препун со искушенија и тоа секојдневно. Нова тема денеска зборуваме со професор доктор Ана Фрицхант, развоен психолог од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Добре ни дојдовте. Добро најдов, добар ден. Еден српски писател рекол дека дајте ми добро дете, па ќе видите каков родител сум. Што тоа значи? Дали добрите деца се раѓаат или пак ги создаваат родителите? Не се раѓаме ни добри ни лоши, туку како ќе не воспитаат и како ќе се социализираме, во такви личности се развиваме, така што во најголем број случаите децата се на почетокот, кога се многу мали, копија, би рекле, колоквијално на своето семејство, на луѓето со кои што растат и се развиваат. Така што вредностите што ги усвојуваат, навиките што ги усвојуваат, начинот на однесување, сето тоа подлежи на процесот на воспитување, процесот на социализирање. И од тука не можеме да очекуваме дека детето во старт се раѓа некакво, па ние треба да го моделираме. Така. Воспитувањето на детето секогаш представува предизвик, таа улога понекогаш во одредени моменти знае да биде исполнета и со бес, фрустрација, па дури и очај, особено кога децата имаат хистерични епизоди, односно напади како тантруми, потоа не сакаат да соработуваат со родителите, не сакаат да си легнат во кревет, се караат со браќата и со сестрите. Сега во овакви ситуации некои родители се однесуваат на начин што ја игнорираат целата состојба. Значи не ја забележуваат и го остава детето да се однесува онака како што ќе посака. Од друга страна пак има и такви родители кои што ги користат традиционалните, условно речено, техники, односно казна и награда, па знаат и да викаат, да ги караат и слично. Каков ефект оставаат овие две спротивставени пристапи во воспитувањето? Па добро, секогаш кога ќе заземеме некаква екстремна позиција во однос на било што во животот, голема е веројатноста дека ќе сгрешиме, затоа што ги имаме само карактеристиките на едната позиција или едниот поларитет кој што го застапуваме. Во смисла игнорирање или претерано попуштање, или можеби премногу автократско однесување од страна на родителот со команди, забрани, упатства и слично. Веројатно точниот одговор или успешната формула се наоѓа некаде на средина, при тоа врската родител-дете е двонасочна и динамична. Значи не е само како родителот настапува и се однесува, туку и какво е детето, затоа што во принцип дури и родител кој има 2-3 деца не се однесува идентично кон секое дете. Зависи од ситуацијата. Сите сме ние живи луѓе, некогаш знаеме да бидеме понесени од емоции, знаеме да свикаме, да бидеме малку поавтократски насочени, некогаш да бидеме малку попопустливи. И децата, знаете, тоа многу брзо научуваат да го препознаваат и знаат веќе со кој родител до каде може да одат, во однос на што, во која ситуација конкретно. Некогаш и да родителот го подигне тонот, не би можеле тоа да кажеме дека тоа генерално веднаш ќе наштети. Проблематично е доколку стилот кој што родителот го практикува во однесувањето кон своето дете или деца е хронично, постојано, агресивен, насилен или крајно игнорирачки, незаинтересиран, тогаш веќе можеме да зборуваме за навистина систематски штетни промени во развојот на детето, но пак ќе речем, некогаш ситуацијата е таква да се постапи... Некогаш родителите сметаат дека треба да го повишат тонот. Да. Дури и порано модерните педагози сметале дека не треба да бидат родителите попустливи кон однесувањето на децата. Денеска тој став е спротивен од она што некогаш се верувало. Да, педагозите веројатно би имале што да коментираат на таа тема. Јас како развоен психолог дефинитивно што можам да го кажам, бидејќи потврдено и теоретски, но и емпириски, е дека
казнувањето не води никаде. Значи, посебно на физичко казнување. Тоа е веќе вон секоја дискусија крајно проблематично и штетно за развојот. Но дефинитивно дека мора да постои некоја форма на насочување, затоа што секое дете е универзум за себе. Секое дете е различно и специфично на свој начин и некои дечиња се посмирени, поповлечени, похипотонични во афектот и со нив некогаш многу повеќе треба да се работи на охрабрување и на отварање на афектот, додека некои други дечиња се многу поактивни, многу подиректни, поотворени, да тоа некогаш ги надминува границите на прифатливото однесување и со нив можеби родителите ќе бидат почесто предизвикани да користат начини на или постапки на насочување на нивното однесување. Кога го споменавме физичкото казнување, на овие простори постои една поговорка, велат, стапот излегол од рајот. Тоа останало во традицијата и во историјата. Јас искрено сакам да верувам дека е тоа така, затоа што физичкото казнување дефинитивно по ниту еден критериум не може да донесе ништо добро и ќе ви кажам веднаш зошто. Затоа што на тој начин само моментално се стопира несаканото однесување кај детето, но тоа воопшто не значи дека таквото однесување е долгорочно и трајно разрешено. Затоа што физичкото казнување само повеќе набива во детето негативни чувства, негативна енергија, гнев. Тоа понатаму мора да се испразни некаде и значи дека тоа зашто е казнето, најчесто детето само одложува да го направи. Во моментот додека го санкционира родителот со физичко казнување, детето не се однесува на тој начин, но за кратко време ќе се го направи тоа што почнало да го прави. Она што уште полошо е дека доколку ваквиот начин на однесување и на санкционирање на непожелното однесување потрае во смисла стане хроничен или стане како би кажале прифатлив стил на однесување во семејството од страна на родителите, детето со текне време ќе се навикне на тоа. И потоа 1-2 шамара веќе нема да бидат доволни, значи нема да има никаков ефект. Освен тоа, научува модел агресивен, на негативно агресивно однесување. Обично овие деца знаат да малтретираат послаби од себе, помал брат или сестра, домашно милениче или малечки животинчиња или послаби другарчиња во градинка или во училиште, затоа што имаат набиена агресија. Така што ништо добро не носи физичкото казнување и бидејќи тоа велам е консензуално утврдено не само од страна на психолозите и педагозите, туку сите кои што гравитираат во оваа област на родителствувањето и социализација, воспитување на децата, дисциплинирањето, консензуално велам тоа го имаат прифатено како став дека физичкото казнување апсолутно треба да биде исфрлено кај нас во законите за основно и за средно образование е со закон, значи забрането во училиштата. Но не е регулирано во семејството. Во законот за семејство не е регулирано, а физичкото казнување во Србија е со закон забрането. Сега неодамна се банираше со закон, за Европа е веќе тоа многу јасна, присутна, позната работа и јас искрено се надевам дека во најскоро време и во нашето законодавство, конкретно во законот за семејство ќе биде експлицитно ставена таа забрана за тоа да родителите физички ги казнуваат своите деца. При воспитувањето на децата некогаш родителите постојано ги критикуваат. Исто така се многу соочени со строги вербални казнувања. Дали и вербалното насилство, условно речено, го има истиот ефект како и физичката дисциплина? Некогаш има и полош, затоа што полесно ќе истрпите и ќе заборавите еден шамар, отколку еден збор. Значи, вербалното казнување неретко оди рака под рака со психичкото насилство во семејството. Тоа е повторно многу лош модел кој што детето го научува, па потоа го практикува пред во односот со своите врсници или пред други авторитети возрастни, например во училиште.
Затоа што научило дека така треба. Децата генерално учат по принцип на имитација, идентификација и развојно гледано имитацијата како механизам е на пониско развојно ниво од идентификацијата. Значи полесно имитираме модел што го гледаме, малку повеќе треба да сме когнитивно напреднати во развојот за да веќе се идентификуваме со него. Но тоа на многу рана возраст се случува. И за децата е многу побитно што родителите прават отколку што им кажуваат дека треба да направат. Значи многу често и повеќе ќе бидат склони да го следат однесувањето на родителот, отколку тоа што им е декларативно кажано дека треба или не треба да се прави. Така што, ако сакаме да зборуваме за позитивен развој на децата, значи нивно позитивно моделирање во однесувањето, во вредносниот систем, во начинот на размислување, во стилот на живење, апсолутно многу рано треба да се почне, треба да се почнат самите родители. Тие треба да бидат позитивен модел на однесување, затоа што велам, ако родителот го навредува своето дете и го нарекува со погрдни зборови, па не може да се очекува дека детето ќе се однесува поинаку кон своите другарчиња. Згора на тоа што сето тоа набива чувство на вина, на срам, на пониска вредност, на предизвикува развој на негативните слики за себе. Така што апсолутно и физичкото казнување, и вербалните напади, навредите, ништо добро не може да донесат развојно. Ниту краткорочно, ниту долгорочно. Дисциплината како аспект од воспитувањето е некако излезена од мода, условно речено, односно непопуларна, некои сметаат и дека е застарена, бидејќи ја поистоветуваат со казнувањето. Да. Дали дисциплината значи казна? Не, латинското значење на зборот дисциплина е учење, не е казнување. Така што кога зборуваме во контекст на позитивното дисциплинирање или позитивната дисциплина, мислиме на еден партнерски однос помеѓу родителот и детето. Значи, тоа подразбира практикување на авторитативен родителски стил, каде што потребите на детето се навремено препознаени, соодветно и навремено задоволени. Детето е прифатено такво какво што е, љубовта не смее да се условува и она што е најбитно е да детето знае, без оглед на се, некогаш ќе има грешки во процесот на учење, значи, но битно е да знае дека е сакано такво какво што е, безусловно. Љубовта не смее да се условува. Позитивната дисциплина е насочена кон развој и градење на самоконтролата кај детето во однесувањето. Децата, например, кои што имаат повисоко развиена самоконтрола, тие се имаат повисока самодоверба. Значи, тие се социјално покомпетентни, емоционално покомпетентни. Значи, социјалната и емоционалната интелигенција се кај нив поразвиени. Сето тоа придонесува да интеракциите со врсниците, со другите возрастни течат погладко и да бидат пофункционални и поефикасни, автоматски. Тоа пак придонесува да детето добро се чувствува со самото себе, да се развива таа позитивна слика за себе. Значи, со работката, тука е многу битна комуникацијата родител-дете, она што претходно го начнавме со вербалниот момент. Како комуницираат родителите со детето. Значи, детето се гледа и се многу брзо учи и го повторува. Низ тој процес на учење го гради вредносниот систем, ги усвојува моралните норми, вредности и правила на однесување, но додека да почне да ги вистински самостојно практикува, треба малку да помине време, когнитивно да се развие, емоционално да се озрее. И дури во адолесценција ние гледаме вистинско селектирање на вредности, па некои вредности се прераспределуваат, стануваат помалку важни, затоа што адолесцентот веќе гледа дека не поминуваат, не функционираат, дека и самите родители повеќе декларативно ги застапуваат отколку што вистински се држат до нив. Затоа доследноста е навистина многу битна. Доследноста во однесувањето на родителот, јасните насоки, јасните барања, јасните правила, а не казнувањето. Така. Дали деца на возраст од 3 до 5 години може да ги разберат оние јасни барања од нив, односно правила на однесување? Па можат во која смисла? Зависи како се правилата кажани и колку се тие експлицитни и јасни. Затоа што од 3 до 5 години развојно од когнитивен аспект децата се наоѓаат во фаза на предоперационално мислење. Значи се уште тука немаме дури ни конкретни операции, ни конкретно мислење. Значи дека треба да биде се што се бара од нив, треба да биде
прилагодено на нивната не само календарска возраст, туку и менталната возраст. Сега зборам за просечната, нели, популација. Развојот на говорот е тука прилично веќе добро поставен, така што детето може да следи сложена говорна порака, веќе треба до 5-та година многу добро да го владее првиот јазик кој што го учи во семејството. Значи дека може да следи и правила и принципи на однесување кои што се бараат од него. Но она што е многу важно во овој момент да се нагласи е дека родителот треба да знае прво самиот што сака и што бара од своето дете и да тоа го каже кратко и јасно. И многу битна работа да објасни, значи не само да бара, туку да објасни зошто не е во ред да, не знам, го влече мачурот за опаш. Значи да објасни дека тоа му нанесува болка и дека не е во ред да им се нанесува болка на живите суштества. Или зошто е потребно да се усвои нормата за одржување на личната хигиена, да речеме, да секогаш пред седнување да јадеме, мораме да ги измиеме рацете. Значи не само да го ставиме тоа како норма, мораш да ги измиеш или треба да ги измиеш рацете, туку зошто е тоа важно, затоа тоа не го чува личното здравје. Или зошто да ги средувам играчките после играње. Затоа што уредноста е многу важна доблест и особина. И затоа што ако ти се средени играчките, секогаш ќе можеш да најдеш во моментот тоа што ти треба. Воспротивно, ниту ќе можеш добро да се ориентираш во просторот, ниту ќе можеш навремено да го најдеш тоа што го бараш. Така што сето тоа треба да биде навистина прилагодено на когнитивното ниво на развој на детето, за детето може да го разбере и кога им е објаснето зошто нешто се бара од нив, тие се самите многу поподготвени да го следат правилото и барањето. Така, да им дадеме можност на гледачите да се вклучат во емисија на телефонскиот број 3076-677. Како што можете да забележите, денеска зборуваме за дисциплината, за позитивната дисциплина, што тоа значи, на кој начин родителите да им ги појаснат границите на децата во одредена возраст, за тие да може да ги следат и за воспитувањето да тече онака како што е замислено и потребно. Гостинка во студиото ни е професор доктор Ана Фрицханд, развоен психолог од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Фазата на негативизам, што се е втората година, па и тантрумите, некои психолози велат дека незинот долготрајноста на оваа фаза зависи од тоа како родителите ќе се постават кон нивните деца. Но сепак се случува понекогаш родителите да имаат позитивен пристап, да се обидат да објаснуваат на најубав начин, но да нема ефект и да нема резултат. Децата и понатаму да се однесуваат неприфатливо. Што во таков случај? Да, па би било идеално кога нели ова се вака добро би функционирало, би се прифатило, да. Да, за жал тоа не секогаш функционира, пак ќе речам зависи многу од самото дете. Значи имате дечиња кои што толку многу се борат за својата независност многу рано. Така, имаат силен карактер. Така е, што вие навистина би биле исправени пред еден сериозен предизвик како се справите со сето тоа. Трпението е многу важно. Трпението, толерантноста, разбирањето на детето. Значи прво добро познавање на сопственото дете и разбирање зошто во одредена ситуација се однесува како што се однесува. Например, еден прилично чест извор на фрустрација за малите деца е кога се обидуваат да направат нешто за што се уште немаат развиено, можеби фина моторика или одредена способност, функција и така натаму. И забележано е кај повеќето дечиња дека многу бргу при прв неуспех се откажуваат. Например, сака да склопи сложувалка, па не одат тие две парчиња едно со друго и после вториот, третиот обид гледате јасна, видлива нервоза на лицето, ги фрла делчињата, некои деца плачат, некои се повлекуваат и насочуваат внимание на нешто друго. И сега што со тие кои што плачат? Значи треба да се прифати емоцијата, емоционалната состојба како таква. Не е воопшто делотворно ако нервозно изреагираме, ама престани да плачеш, за ова ли плачеш и така натаму. Туку треба да се прифати состојбата во која што е детето и да разбереме зошто е такво. Значи, активното слушање, следењето на детето, јазговорот, начинот со комуникација на кој што комуницираме е многу битен.
Например, му велиме, гледам дека не ти оди и навистина не е лесно да се сложува сложувалката. Но обиди се уште еднаш. Ајде, смири се и да се обидеме заедно. Постои еден многу познат психолог Лев Семенович Вигутски кој зборува за зона наследен развој и која функционира токму во вакви едни ситуации, затоа што во таа зона наследен развој во суштина Вигутски вели дека вистински се случува развојот. И тоа значи дека детето тогаш научува да решава некои работи кои што во суштина самостојно кога не би имало насоченост не би можело да ги реши. Значи покажувањето, моделирањето како да направи нешто чекор по чекор, малку по малку да успева и да не се откажува при првиот неуспех е нешто што помага, да. Имаме гледач на линија да го слушаме прашањето. Добар ден. Добар ден, здраво. Ме слушате? Да, ве слушаме во програма, сте повелете. Супер, јас сакам да поздравам гостинката и да кажам дека се согласувам со многу аспекти од она што ги спомнува нормално. Меѓутоа сакам да додадам нешто и да видам што мисли она да се изјасни на моите гледишти и сознанија до сега, како научни, така и по искуство. Вака, прво спомнавте на втора годишна возраст се развива негативизмот, јас го знам тоа како развој на индивидуализација. Значи јас го препознавам тоа како да му се помогне на детето како да свати дека има избор во животот. Значи не е само да или не е само не, така што не би го нарекла негативизам, не знам од каде доаѓа тоа, се обидов да дослушам до сега што збореше. Меѓутоа го познам тој период како индивидуализација. Затоа би сакала исто нешто да се каже. Исто ме интересира, значи, детето се раѓаат емпатски настроени. Ние сме тие што уствари со нашата поделба во нас, значи на емоциите, ментал и така натаму, нашето судење на сопствените емоции и ментални состојби, правиме да уствари го научиме детето дека некои аспекти не се прифатливи, автоматски детето нели ќе се чувствува дека погрешно постапува, дека погрешно се чувства и така натаму, така што исто така не треба да се гледа само когнитивното ниво или недоразвиеност на детето, нормално на таа возраст, туку и емотивните потреби, значи кои што мислам дека се од круцијално значење. Значи, а тие, според мене, би сакала да знам што мисли на тоа, значи не е само не зборуваше нели да не се поставуваме премногу автократски и така натаму, меѓутоа не е само нели разумот кој што се учи и трансферира на детето, туку е и емотивната способност да се препознае емоцијата кај детето и да се влезе во неговата реалност на некој начин, односно во неговото чувствено искуство во моментот, како го доживува тој настан и слично. Така, ви благодарам што се јавивте, имаме уште многу малку простор, за да има простор професорката да ви одговори на сето она што вие го поставивте како ваше размислување. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, така, благодарам за коментарите и размислувањата. Се согласувам, значи ние не ги само ги допревме вака сегментирано и можеби затоа нели би требало да се малку повеќе појасни. Негативизмот е еден од аспектите на целиот процес на градење на независноста и индивидуалноста и тој се јавува дека околу втората, трета година го препознаваме кога детето на се кажува не можам сам и кога реално нели моториката не е, да речеме, на степен на развој кој што би му помогнал да навистина може самостојно тоа да го прави, меѓутоа тоа го поминуваат сите деца, така што кога велиме негативизам не мислиме на нешто негативно, како нели во негативна конотација, туку како еден од аспектите во целиот процес на градењето на сликата за себе, сопствената индивидуалност и така натаму. Апсолутно од аспектот на емпатијата, точно е дека децата многу рано почнуваат да ја развиваат и стануваат многу сензитивни на промените во емоциите кај родителите. И тоа е нешто што е природно за сите деца. Да не ги објаснуваме сега развојните фази на емпатијата, затоа што нема да имаме време, но е клучна способност која што е важна за воспоставување на квалитетни социјални интеракции со луѓето околу нас. Значи не само врсниците, туку луѓето околу нас и е нешто што подлежи на развојност низ животот, а е носечко, значи еден од суштинските аспекти и треба многу рано да се
да се гради, да се развива и тука е клучен односот на родителите и во доменот на комуникација и меѓусебното однесување, препознавање на потреби и така. Ана, ви благодарам што бевте наша денешна гостинка, на вистина одлично образложение на сето она што е поврзано со дисциплината, пред се позитивната дисциплина. Ви благодарам на поканата. Ова беше се во денешното издание, се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.